Со зголемен број на болни од грип утре почнува второто полугодие. Додека учениците беа на распуст, во болниците и клиниките имаше благ пат на прегледи на пациенти на училишна возраст. Според последниот извештај на ИЈС, минатата недела со грип се пријавени околу 600 млади до 14 години. За да не дојде до алармантно ширење на вирусот, педијатрите советуваат децата со респираторни симптоми да останат дома. Нашата препорака е сега ги се вратат децата во училишните клупи, доколку родителите приметат било какво влошување на здравствената состојба, било појава на симптоми, течење на носот, кашлица, кивавица, покачена телесна температура. Тие деца да се изолираат во домашни услови, да се даваат голема количина на течности, витамини, електролити, да се дадат антипиретици за симнување на температурата и да се обсервираат, односно да бидат во домашен третман 48 до 72 часа пред да се јават кај својот матичен лекар и доколку настанат компликации, нормално во дежурните пунктови низ нашиот град и останатите градови, како и во нашата институција доколку има потреба. Деновиве во клиниката Козле за едно деноноќие бележат и до 250 прегледи на болни деца. Повеќето биле на предшколска возраст и доенчиња. Поради компликации на болничко лекување во моментот имаат 80 пациенти. 10 се на кислородна подршка. Широки се симптомите на грипот, всушност најголем дел се респираторни, може да направи долно респираторни инфекти, но не е само тоа, не може да се јават од грипот и некои невролошки симптоми кои што ги бележиме оваа година кај инфлуенцата. Минатата недела на инфективната клиника починаа 2 повозрасни лица од компликации од грип. Александар Динев, Сител телевизија.